Значи, добро вечер. На крајот на годината партиите со големи одлуки. Владеачката за технички премиер, опозицијската за кадри кои треба да влезат во техничката влада. За ВМРО ДПМН резервирани се Министерствата за внатрешни работи, за труд и социјална политика и заменичките во земјоделие, информатичко општество и администрација и финансии. Кои ќе бидат опозицијските функционери? Во каква кондиција е партијата на половина од мандатот на новото раководство и неколку месеци пред закажаниот термин за избори? Каква ќе биде изборната понуда? Ова се само дел од моите прашања за вечерашниот гостин на јавниот сервис, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Благодарам што ја прифативте поканата за овој интервју. Благодарам на поканата, чест и задоволство. Господин Мицкоски, едногласна поддршка на партиските тела да ги водите разговорите и да ги предложите кадрите за техничката влада, како едногласна поддршка да бидете иден мандатар, ако на 12 април ја освоите власта. Во каква кондиција е ВМРО ДПМН 2 години откако ја преземавте? Ве прашувам поради евентуалното залечување на оние рани кои што се отворија по гласањето на уставните измени. ВМРО ДПМН покажа и докажа на минатите претседателски избори дека е најголемата и најорганизираната политичка сила во нашата држава. И тука веќе никој нема дилема. Ниту пак има дилема граѓаните во Македонија, ниту пак СДСМ и Зоран Заев има дилема, иако помалку симпатично вака делуваат оние негови говори во рамките на парламентот, каде што се сили себе си за да може да ги мобилизира неговите членови, бидејќи на нив им е јасно дека на 12 април следува поразот, огромен пораз за СДСМ. Јасно е и на меѓународната заедница присутна во државата надвор од Македонија дека ВМРО ДПМН е политичка партија со најголем потенцијал за победа на следните предвремени парламентарни избори следната година и дека ВМРО ДПМН веднаш после, како што вие кажавте, превземањето и мојот избор за претседател на партијата, отпочна еден процес на реструктурирање внатре-партиско, кој што успеа да направи една синергија помеѓу сите генерации членови на ВМРО ДПМН, но има и многу нови кадри кои што во меѓувреме ни се придружија, ни се придружуваат, така што тоа ќе биде интересна синергија помеѓу минатото, така далечно, минатото поблиско, но и новите кадри кои што пристапуваат во рамките на партијата. Јас сум задоволен од мотивот кај луѓето, од желбата која што ја гледам во очите на луѓето. Сепак 15 на години на универзитетот работа со луѓе секојдневно, илјадници генерации ми поминале. Можам да оценам и да препознам луѓе кои што се мотивирани и желни да напредуваат. Тоа го гледам и во членовите на извршниот комитет, и во членовите на Централниот комитет, во општинските комитети, во пратеничката група, советниците, градоначалниците, така што станува збор за една сериозно мобилизирана структура која што е подготвена да извојува историски најголема победа на следните предвремени парламентарни избори. Јас сум убеден во тоа. Се ситна деновите до техничката влада, ќе ни откриете ли кои ќе бидат кандидати на ВМРО ДПМН за министри? Па можам да ви го откриам профилот, тоа се луѓе кои што ќе бидат честити луѓе, честни луѓе кои што практично знаат во овие 100 дена дека огромен предизвик е пред нив, имајќи предвид со кого ќе работат најпрвен, бидејќи нивните колеги во рамките на владата не импонираат со некој кој знае каков капацитет, но од друга страна пак се склони на манипулации, на интриги и така натаму. Така што свесни се за предизвикот кој што ги чека. Генерално сите структури во рамките на партијата. Имаме поголем пул на кадри кои што ги размислуваме и кои што се во фокусот. До последен момент ќе траат консултациите и со раководството на партијата. Нормално не би било сега доблесно ниту од моја страна да споменувам било какви имиња пред да се сретнам согласно закон о врските, а тоа е претседателите на најголемите две политички партии. Тоа ќе се случува во сабота. Првата следува е со господин Натали Ахмети во 16 часот во парламентот, втората следува е во владата со господинот Заев во 17 часот и предпоставувам после тоа барем едно од тие имиња ќе биде познато за јавноста, тоа е името кое што ќе биде технички министер во Министерството за внатрешни работи, а во деновите кои што следат ќе ги откриеме имињата и ќе се останеме на зборот дека до крајот на месец декември јавноста ќе ги знае имињата и на останатиот технички министер за труд и социјална политика, но и останатите ми заменици технички министри за земјоделие, финанси и администрација. Сега добивам впечаток дека
името за министер за внатрешни е решено, затоа што утре ќе го разговарате со Заев и со Ахмети. Повторно ќе кажам, никогаш немам само план А, секогаш барем имам најмалку 3 или 4 алтернативи, така што оставете на стратегијата на преговори со господинот Ахмети и господинот Заев, затоа што очекувам дека наметна Заев таква една плашлива варијанта веќе неколку недели наназад, да оценува, да условува, па да прифаќа, па да не прифаќа, да се препелка и така натаму, свесен за поразот. Така што оставете, еве, неколку часа недела до таа одлука, веднаш потоа ќе биде соопштено на јавноста за да немаме никакви дилеми. Уште едно Инаку да, поврзано познати со се неколку имиња кои што се дел од тој базен. Ако ме прашувате кои се тие, ќе дозволите до утре да го дознае јавноста името кое што ќе биде. Дали тие луѓе се кадри од најтесното раководство, од извршниот комитет, можеби од централното или од пратеничката група? Па не би навлегувал, но пред се не би навлегувал во детали, бидејќи ако така ги портретираме, многу лесно ќе може да се препознаат, но еве ќе ви дадам еден тизер, чисто ексклузивно за вашата емисија, за ваша информација, за информација на граѓаните, ќе видат професионалци. Не давате пас за една изборна единица за овие парламентарни избори. Имате многу амандмани, не дојдовте на јавната расправа. Социјалдемократите некако играат похрабро на оваа карта од вас. Се плашите да не изгубите гласови, мандати? Не играат полажливо, не играат похрабро и неискрено, и нечестито. Затоа што ако игра честито, искрено и похрабро, како што вие велите, многу порано ќе ги отпочнавме преговорите за една изборна единица, како што они барат, и многу порано ќе се договоревме дали да има една изборна, дали да нема, дали ќе го променевме моделот и така натаму. Не се честити не спрема собственото членство. Ајде во ред, одлучиле, имаат поддржувачи, дали тие поддржувачи утре ќе им замерат или нема да им замерат, е нивна одлука. Јас лично не би се чувствувал многу комотно доколку гледам како мојот лидер манипулира и со мене и со граѓаните и така натаму, но навистина им се чудам на оние помали политички партии кои што влегоа во стапицата на Заев. Повторно одлучија да му слугуваат и никако не може да ја препознаат неговата нечестита и неискрена намера. И тоа го образложуваат со едно многу бледо образложение и велат на тој начин ќе се подобрала демократијата во Македонија и дека ќе имало поголем број политички партии застапени во парламентот. Јас тоа сум го кажал, вие не можете со реторика и со филозофија цело време да водите политика. Ајде да споредуваме емпириски работи. Дајде да ја споредуваме Македонија, не знам, со Естонија или со Словенија, држави од прилика географски исти и по број на жители, и погледнете ги политичките партии што се застапени во парламентот. Во Македонија имаме 23, а во овие две држави не надминуваат 7. Погледнете што се случи последниот случај во Велика Британија, колку политички партии имаме во нивниот парламент. Погледнете во Германија, погледнете во Франција. Не е искрено со манипулации да се занимаваме со граѓаните. А уште понеискрено е да ги лажеме. Зошто? Затоа што постоеше преговори, постоеше процес на преговори помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Преговаравме и за изборниот модел и за други делови од изборниот законник и практично ние се договоривме да имаме заедничко соопштение, но дилемата во преговарачкиот тим на СДСМ беше дали да изберат варијанта 1 или варијанта 2. Но генерално суштината која е? Дека сега нема доволно време за овие предвремени парламентарни избори што ќе се случат до година, и дека, како политички партии, се обврзуваме веднаш по завршувањето на овие предвремени парламентарни избори да седнеме да преговараме за изборниот законник под 1 и под 2 да ја разгледаме можноста за примена на така наречениот принцип на отворени листи или преференцијален модел. Имаше варијанта 1, варијанта 2, не праша која од ова, ние рековме изберете вие. Еве изберете вие која сакате варијанта, таа нека биде заедничко соопштение. За да неколку часа потоа добиеме, односно водачот на нашата преговарачка група добие СМС порака дека ова не било политички доволно за нив и они се откажуваат од тоа заедничко соопштение. Не е честно, не е честито, не е искрено и така функционираат 3 години поред како власт и уште неколку години претходно како Зоран Заев ја презема СДСМ. И тоа го препознаваат граѓаните. Немојте да мислите дека тоа не го препознаваат граѓаните. И тоа ќе го видите како резултат на 12 април 2020 година. И еве денеска сме пред новата календарска година, јануари месец, на 3 месеци, нешто повеќе од 3 месеци од предвремените парламентарни избори, ни трага ни глас нема од нивната страна, која верзија ќе биде онаа која што треба да биде наше заедничко
соопштение не се искрени, не се честити. Да, ние сме подготвени. Веднаш после овие предвремени парламентарни избори, бидејќи нема време сега за 3 месеци ние да правиме такви резови, да седнеме и да разговараме и за промена на изборниот модел, да разговараме и за промена и примена на така наречениот принцип на преференцијални листи. Подготвени сме за се да разговараме. И тука нема никаква дилема. Ние не можеме куќата да ја градиме од кров. Куќата се гради од темел. Ако ја градиме од кров, затоа не се случува 29 години потоа оваква состојба во државата. Дали почнавте какви било внатре партиски консултации за изгледот на пратеничките листи или рано е? Помина онаа прва фаза на анкетирање кој што го направивме по региони или по специфични општини, поголеми општини во нашата држава. Некаде околу 15.000 испитаника, пристапот беше телефонски, преку мобилните мрежи, преку фиксните оператори, теренски и така натаму. Опфатени беа повеќе од 500 имиња за потенцијални кандидати на пратеничките листи. Периодот сега е на празници, социолошки гледано не може да се очекува некаков ефект доколку продолжи таа операција на анкетирање и испитување на јавното мислење за специфични личности, така што веднаш по завршувањето таму некаде од втората половина на јануари месец ќе продолжиме со истражувањата кои што ги правиме, а потоа со консултација на базата, посебно на оние членови кои што се ажурираа после оној наш повик за ажурирање на членството, и потоа некаде таму втората половина на февруари, првата половина на март месец, веќе ќе го имаме костурот и контурите на пратеничките листи. Се малку ме заинтригира оваа прва фаза, кој добива поголема наклонетост, старите кадри, нови кадри, можеби да се подаде рака на оние што беа дистанцирани или? Па имаме, јас повторно ќе кажам, синергија помеѓу неколку генерации на активисти на ВМРО ДПМН, бидејќи тука јас го гледам суштински тој процес на активизам сега. Некои биле активисти, започнале со својот активизам во времето на Георгиевски, па траеле до определен период, па прекинале, па се вратиле повторно. Потоа има голема група на луѓе кои што се од времето на Груевски, има нови кои што се од моето време, кои што сега пристапиле на партијата. Така што, доколку вашето прашање, суштината е дали пратениците од пратеничкиот состав кои што сега се актуелни во парламентот, да, и тие беа вклучени на тоа испитување на јавното мислење. Се разбира тие што сакаат, бидејќи имаше некои кои што рекоа ние, простете, но ние не сме повеќе во состојба да одговориме на поставената задача. Имаме други планови во нашите животи и тоа е тоа. Генерално тие кои што има амбиција се дел од тие. Лидерот на Дујали Ахмети порача дека нема да прави коалиции со партии кои не го признаваат Преспанскиот и рамковниот договор. Со оглед на вашиот став за Преспанскиот, за кој што ќе побарам одговор подоцна подетално, дали Ахмети однапред исклучува каква била соработка на овие избори? Па не, тоа се политички маневрирање, предпоставувам, на господинот Ахмети. Априори не се дефинираат условите за коалицирање, можеби тој нема да биде политичката опција која што ќе биде во коалиција со ВМРО ДПМН поради тоа што ние не можеме да најдеме допирна точка по други прашања. Така што ова се предизборни политички маневрирања кои што јас само како такви можам да ги разберам и не би навлегувал во дополнителна експликација. Во другиот дел албанскиот блок гледаме овие за коалиции меѓу Алтернатива, Алијанса, БЕСА. Гледате ли потенцијални партнери во нив? Ме прашувам затоа што ситуацијата со села е специфична. Знаеме како заврши тој на 27 април, да функционира на ВМРО ДПМН беа осудени за тие случувања. Апсолутно, нашиот став е дека програма со програма ќе коалицираат после овие предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН ќе победи. Ќе освои најголем број од пратениците, убедливо ќе победи. И тука немам никаква дилема, ниту пак некогаш сум имал дилема и како што започнавме нашата емисија, ниту па некој во македонската јавност има дилема за победата на ВМРО ДПМН. Ке правиме коалиција со оној политички субјект каде што ќе се доближиме во позициите и тоа без компромисна борба против криминалот и корупцијата, почитување на законите и уставот на државата, се разбира, интензивна пеколна работа со многу залагање, со многу сопствена енергија потрошена за обнова на државата, затоа што овие информации кои што ние ги имаме се наистина катаклизмични на нивото на кое што сега се наоѓаат институциите и отсуството на визија и стратегија како понатаму. Така што
тоа се неколку столбови врз основа на кои ќе градиме нашата можна соработка со идните политички партии. Јас лично не имам определена преференца со кого, како и така натаму. Сите оние помали од ВМРО-ДПМН политички партии ќе добијат можност, ќе добијат шанса да седнат на преговарачка маса со тие со кои што ќе се договориме. Тогаш ќе треба да тоа важи понатаму и за локалната власт, не само за централната власт. Јас тоа сум го кажал, затоа што доколку разговараме со политички партии кои што имаат локална власт во определени општини каде што се тие таму, да речеме, и доколку тие се најдат во коалиција со ВМРО-ДПМН после предвремените парламентарни избори, доколку нормално се договориме за определени позиции на централна власт, логично е да се договориме и за определени позиции истиот момент и во локалната власт. Да речеме, зошто да не видиме еден ден председавач на ВМРО-ДПМН со советот во општина Тетово или во општина Гостивар, да речеме, или пак во некоја друга општина каде што ќе имаме други политички субјекти. Доколку на централно ниво ние имаме директор на таа коалициона партија, на тоа јако силно државно предпријатие, зашто да не видиме директор на предложен од ВМРО-ДПМН на локално предпријатие, комунално предпријатие, предпријатие за водовод или некој друго, без разлика, небитно. Така што доколку ние бараме застапеност во рамките на таа коалиција на државно ниво, јас би сакал исто време да разговараме и за застапеност и на локално ниво. Ние имаме општини во Македонија каде што да речеме од 50 раководители на сектори само 20 се етнички македонци, да речеме. Турци, роми и останати воопшто и да не дискутираме. Така што јас би сакал и за тоа да збориме за алокација на инвестиции, да видиме како да изградиме конечно фекалната канализација во Другово, која што беше порано општина, сега е дел од општина Кичево. Да видиме како конечно да завршиме капелата во Тетово. Да видиме како Кирил Печиновиќ ќе видиме како едно средно модерно училиште каде што ќе можат децата да посетуваат настава. Ајде за тоа да зборуваме. Јас сум за се да зборуваме. Не сме да имаме табу теми. Тие табу теми кои ќе ги ставиме под тепих, тепихот ќе набаври и ќе се распрсне еден ден. Мора работите да се решаваат партнерски. Ајде видиме дали ова ќе остане табу тема во вашата програма или ќе има нешто поконкретно, веќе ја споменавте. Што ги пишува во вашата програма кога станува збор за преспанскиот договор? Ревидирање, укинување, слушаме многу изјави од вас. Па не, видете, нашиот став по тоа прашање го знаете, сум го повторил многу пати во минатото. Ние имаме реалност во државата и би било дволично, лицемерно од мене да се колнам како некои политичари во минатото, во децата, во најмилото, во дедовци, татковци да спомнувам, како лутам по времето, го барам семето, па да малце сатирично се обраќам, ајде мајката го донеле ово името да го слушнете. Тоа нема од мене да го слушнете. Ова реалност денеска, која што ние не можеме да игнорираме, е резултат на капитулантското и сервилно несување на СДСМ и Зоран Заев. И тука ниту некогаш сме имале дилема, ниту пак некогаш во иднина ќе имаме дилема. И знаете што најмногу ми пречи? Најмногу ми пречи тоа што вие имате од таа страна реторика дека ВМРО-ДПМН ја изолирало Македонија. А они биле тие кои што биле проевропските, пронато и така натаму. Ќе ве потсетам. Договорот за стабилизација и асоциација го потпиша првата влада која што ја предводеше ВМРО-ДПМН во Република Македонија, тогашна на господинот Георгиевски. Визната либерализација. Неколку реформски чекори требаше да се испорачат за да се случи таа визна либерализација, за да ние денеска имаме ефтини летови од нашиот аеродром од Скопје во метрополите во Европа, за да можеме да практично разменуваме искуства, знаења со нашите партнери од Европската унија. Повторно дело на ВМРО-ДПМН. Првиот извештај каде што се препорачува отпочнување на преговори, силно се стимулира, повторно го направи владата на ВМРО-ДПМН. Ќе ве потсетам граничното интегрирано управување, сите неопходни реформи во армијата. Заклучно со 2008 самит во Букуреш, повторно ги направи ВМРО-ДПМН. И денеска ВМРО-ДПМН кога е во опозиција, наместо да прави демонстрации, штрајкови, насилие на институциите, бојкотирања, да фарва, да крши државен имот и така натаму, одлучи да биде опозиција која што со идеи, со демократски алатки ќе се бори против оваа недемократска власт.
Најлесно ќе ни беше нас денеска ние сега да земеме да пишуваме писма, да обструираме процеси и така натаму. Ние рековме не, ќе оставиме државниот интерес пред се. Работевме во рамките на парламентот за да дојде тој октомври месец, за жал не е успешен за нашиот народ и нашата држава. Велевме овие политички измамници не заслужуваат ништо, но затоа пак граѓаните и државата заслужуваат. Велевме ајде да го ратификуваме и пред време протоколот во НАТО. И тогаш бевме обвинувани за лицемерие. Велат сакаат да го ратификуваат протоколот за НАТО, од друга страна не го поддржуваат законот за одбрана, каде што е преименувањето на нашата армија. Да, ние не можеме да игнорираме реалноста која што е резултат на капитулантските однесувања на СДСМ Зоран Заев. Но не терете да создаваме нова реалност. Ние таа реалност не мораме да ја создаваме. По ниеден договор не стои дека мора армијата да се применува. Ајде се што технички е неопходно да го гласаме во тој закон за да бидеме дел од НАТО алијансата. Немаме никаков проблем. Така што голема е разликата помеѓу државничкиот карактер, зрелоста на ВМРО ДПМН, па колку и да звучи чудно, еве јас сум само 2 години претседател на ВМРО ДПМН, човек кој што доаѓа од науката, во минатото сум се бавел и со бизнес и така натаму. Еве, колку и да сето тоа делува чудно, ние сепак уште еднашка како ВМРО ДПМН, како многу пати во минатото покажавме зрелост, покажавме карактер, што значи државен интерес наспроти партискиот интерес, иако ќе потсетам, ќе завршам сега, дозволете, трпевме многу внатрешни критики од страна на наши активисти, функционери, членови. Имаше разни дебати на седниците на извршниот комитет, централниот комитет, дека можеби сме меки, дека можеби треба појако да загриземе, па ние сме ВМРО и така натаму. Но секогаш јас ја велев онаа анекдота која што и денеска ќе ја кажам, замислете во Смилево да не се донесеше 2 август да биде денот кога ќе тргнеше Илинденското остание, да почекавме можеби некој месец, некоја година понатаму, можеби ние денеска не мораше да живееме оваа реалност за која што зборуваме, ќе си имавме многу порано наша држава, ќе си имавме многу порано се кое што ќе беше наше, македонско и ќе се гордеевме со сето тоа. Немаше да имаме вакви политичари со подвиткани кичми, луѓе кои што не застрамија, луѓе кои што не оплячка. Но сепак, ќе завршам, иако тоа помалку саркастично го кажа човекот кој што го предаде и народот и нацијата, кој што ја предаде државата, вели дека бил македонец од Македонија и говорел македонски јазик, а од друга страна тргува и со македонскиот јазик и со македонската нација, па пишуваше писма, се сеќавате неговиот оној министер кој што гледаме е замешан во аферата Рекет во Грција. Чекајте, ние не мислевме македонци, ние мислевме граѓани на државата со новата придавка и така натаму. Го гледам во едно помалку комично повторно во негов стил издание, како дел од вашата емисија, како он бил гордиот македонец, кој што бил од Македонија и изборувал македонски јазик, а полна му е устата како се срами од сопствената нација, од сопствениот народ, па се срами дури од сопствениот јазик, па му стави фуснота таму во тој договор. Добро, кажавте како опозиција дека се однесувате државнички. Како власт како ќе се однесувате? Апсолутно државнички, видете. Ќе треба да имплементирате делови од тој договор. Односно, на крај да се имплементира цел. Видете, прво нашиот став е јасен. Ние, ако имаме доволен број пратеници согласно устав и согласно Бадинтер, немаме дилема што треба да направиме. Не знам, па чекор назад се разбира, ревидирање на договорот. И тука нема дилема никаква. Не знам зошто тоа го испуштаме. Доколку тоа го немаме, тогаш повторно ќе имаме некоја реалност во државата и ќе разговараме за таа реалност. Но, еве, денешната реалност никаде нас не наврзува. Апсолутно никаде нас не наврзува да ги промениме, да речеме, свидетелствата со името, со новото име на нашата држава, кое што е дел од оваа капитулантска реалност држава. Каде не обврзува тој договор? Никаде не обврзува тој договор. Тој договор не обврзува да откако ќе отвориме поглавието образование, откако ќе го отвориме тоа поглавје во рок од 5 години, го имплементираме тоа. Па најлесно им е на нив да истрчат по институциите да пратат депеша од владата, бришење и преименување. Не иде тоа така. Кој го натера претседателот на државата со указ да го промени името на армијата? Па има закон за армија. Оваа држава има закон и претседателот не го почитува тој закон. Тоа не е имплементирање, тоа е силување институционално. Тоа не е почитување на договор. Не чувствувате дека влегувате во опасна зона, велите ќе го вратиме ако треба договорот чекор назад. Ако се знае дека тој договор е
патокас, водилка за евроатлантските интеграции, вие не може сега тие две работи да ги отделите. Тоа значи дека малку ќе стагнира Македонија во ваше време на тој пат. Не, апсолутно, нашиот став е принципиелен од самиот почеток. Ние сме секогаш за договори. Тука немало никаква дилема, ниту јас, ниту некој од раководството, ниту некоја претходна влада. Но ако ме терате да бидам материјалист и клиентелист, тоа нема никогаш да го дочекате од мене. Нашиот став е принципиелен и нашиот став се знае каков е. Доколку ВМРО-ДПМН има 2/3 во парламентот и исполнет Бадинтер, тука немаме дилема, имаме можност за чекор назад. И тука немаме никаква дилема. Ако некој мисли дека имаме дилема, нека не се. Ако мисли ова некој дека еве ги овие се шегуваат со оваа работа, па кажуваат така предизборно, нека не мислат така. Дали ова важи за договорот со Бугарија? Видете, договорот со Бугарија е договор кој што 90 можеби повеќе проценти го испише ВМРО-ДПМН и доколку компромисот е онаа резолуција која што донесе Бугарското собрание, тоа не можеме да го прифатиме и веднаш понесовме иницијатива во нашиот парламент да донесеме контра резолуција на таа која што ќе ги детерминира нашите црвени линии. И тие наши црвени линии се знае кои се. Нашиот јазик е македонски јазик и никој нема право да спори околу таа дилема. Како да ви кажам, Столе, видете, тоа е наше право кое што е започнато уште 45-та, кодифицирано 77-та, повеќе од 150 универзитети во светот го изучуваат. Зошто мене некој да ми го одземе тоа право? Зошто, еве, кажете ми некој мене да ми го одземе тоа право? Кој го има тоа право мене да ми го одземе тоа право? Кој политичар? Кој е тој политичар што прифатил да преговара за тоа? Кој е тој политичар што преговара за Гоце Делчев? Прифатил да преговара за Гоце Делчев? Тој е македонец кој што се борел за македонска држава и е дел од мојата химна, вашата химна, химна на милиони македонци кои што се родиле и умреле за каузата на Македонија. Кој е тој што има право за тоа да преговара? Ја немам против, како сакаат, нека си интерпретираат историски факти од бугарска страна. Но не можеме ние како политичари да се откажеме од нашето. Тоа е невозможно. Тоа е погрешно. Ние тогаш ја предаваме и нацијата, ја предаваме и државата. Кој ни го дал нас тоа право? Па има луѓе со живот го платиле ова што денеска ние го живееме. Јас немам потреба да бидам премиер за да се спасувам од затвор. Немам потреба, Столе, да менувам закони за јавни набавки затоа што брат немам, сестра фала му на Бога, имам работи, еден докторанте, работи во една многу успешна компанија за да добива тендери да станува милионер. Не ми треба тоа. Ја волонтирам во оваа партија. Материјалното не ме прави богат. Ме прави моментот да оставам историска трага за овој народ и оваа држава. Немам јас право со тие работи да тргувам. Ниту па некој политичар има право да тргува со тие работи. Крајот на вашиот одговор ќе го продолжам со прашање за една друга интересна тема што исто така ја форсиравте сега последниве неколку месеци. Барате проверка на имот на суди, обвинители, ама и на политичари. И нивните семејства, не само на политичари. Погледајте го најбогатото семејство во Македонија, за колку ги десетплирало приходите во последните години. Погледајте го да видите. Отворете, еве, вие сте новинар, ве охрабрувам, направете една истражувачка сторија. Зошто тие најнастанаа посекувани компании во Македонија не можеа пред 2010-та, пред 2015-та да бидат така успешни како што се денес? Ајде да провериме, еве јас се пријавувам прв доброволец, мојот имот, на моето семејство, проверете го. Еден денар, доколку има незаконски или кој што не можам да го оправдам, одма сум подготвен да сносам одговорност. Ама истото тоа да го направи Зоран Заев со неговото семејство. Истото тоа да го направат и останатите без разлика дали се ВМРО, СДСМ, ДУИ или Алијанса на албанците, без алтернатива или веќе не знам кои све политички партии. Сите лица именувани или избрани да подложат под ваков тип на постапка. Ете, тоа е она што ние го... Изворот на корупцијата е тука. Политичарите се изворот на корупција. Ајде да провериме, да видиме. И ќе дојдеме до решението на оваа неравенка. Ние можеме реторички и филозофски се да кажуваме дека се бориме против корупцијата, дека сме први поборници против корупцијата, кога ќе се згасат камерите, веднаш да прашуваме какво е контото на фирмите на бате, тате и останатите. Тоа не е честно. Ајде да седнеме и да збориме отворено. Да ги ставиме сите карти на маса. Зошто да се зацкриваме позади политиката, да се зацкриваме позади мал број луѓе кои што се наши обожаватели, кои што не тапкаат, не викаат одлично, браво шефе. Не сум тогаш среќен. Среќен ке сум кога моите соседи ќе бидат среќни. Кога ќе ги видам нив среќни, кога ќе видам моите пријатели среќни. Чуму мене ако сум јас среќен, ако ја поминам
некое зимување или летување во некое монденско место, кога гледам дека екзистенцијални проблеми имаат моите соседи. Па не можам да игнорирам и таа реалност. Се борам да ја сменам. Исто како што ќе се борам и претходната реалност да ја сменам. Тоа е нашата реалност. Како опозиционери сте жестоки критичари на судството. Нели малку ова лицемерно кога истите суди беа и во вашиот претходен мандат? Нема многу промени во судството, затоа и оваа власт ги трпеше најголемите критики, дека таму не направи ништо. Како се оден со овие судии стана некоректни и нечестни? Ама не е лицемерно, јас не сум бил дел од таа власт, како да ја кажам, сега ме терате да речам дека не сум бил дел од таа. Еве не било добро. Велевте Сваровски судство, велеа овие шета, еве денеска е Луи Витон судство. Не е добро. Ако имавме Сваровски судство, денеска имаме Луи Витон судство, не е добро. Па порано никогаш не се случило онакви скандали како што денеска не се случуваат во специјалното јавно обвинителство. И никој тоа не го коментира. Па летале хонорари, мене ми е навистина криво. Па јас сум универзитет, еве денеска ме избра и ме потврди сенатот за редовен професор. Честитам. Благодарам. Мојата плата е 750 евра, односно 45.000 денари. Јас сум редовен професор, образувам генерации луѓе кои што треба да видат моторот во оваа држава. Мојата сопруга е класен раководител во средно училиште, еминентна гимназија, има 25.000 денари плата. На што личат оние по 5-6.000 евра хонорари месечно? На што личат? Тоа се наши ваши пари. Па не ли им е срам? Како ќе се погледаат во огледало, како одат на улица, како се поздравуваат со соседите, кои што мака мачат од први до први крај да сврзат. Тоа е лицемерно. Инаку и они се бореле за правда. Каква побогу правда? Па вие го имате адвокатот на премиерот кој што седи му дава инструкции на државниот јавен обвинител до Бога, му кажува како треба да обвинува, што треба. Па тоа не е. Погледнете колку суди коленичат пред кабинетот на премиерот таму. Погледнете да видите. Не може човек кој што има концесија криминална во минатото да биде реформатор. Можам ја да бидам, кој што немам. Може да биде некој кој што нема. Не може човек кој што длабоко бил заплеткан во криминални скандали. Дали е бил тоа глобал, дали е бил пуч, дали е бил подкуп, небитно, да биде реформатор. Тоа е невозможно. Реформатор може да биде човек кој што секогаш бил на линијата на законот. И еве јас се обврзвам, чуете оваа ваша емисија. Доколку видите трета бледа копија на она Сваровски или Луи Витон судство, јас веднаш сум подготвен да дадам оставка и да кажам не успеав во мојата прва заложба, тоа е да обезбедам правда, независност и на правосудството и на судството. Подготвен сум не чекор назад, да исчезнам од политиката и да сносам одговорност. Тоа се историските моменти за кои што сум се обврзувам пред граѓаните дека ќе ги направам. Немам друг мотив. Секој од нас треба да си го заслужи местото во историјата. Тоа е мојот мотив. Случајот рекете актуелен, имаше и нови аудио снимки. Дали вие поседувате какви било материјали за оваа афера, ама да не ми одговорите можеби да, можеби не? Не, нема да ви одговорам, доаѓаат луѓе, апсолутно. Јас не сакам да ја претворам политичката сцена како што некој ја претвори во реално шоу. И нема тоа да си го дозволам нити како човек, нити како лидер на опозиција, ниту како претседател и сопруг. Сето тоа ставите го на куп. Не сакам да видам јас тој кој што ќе креира реално шоу, но истовремено делот тие луѓе сведочат, велат страф ми ако отидеме сега, ако пријавиме нема да се процесуира. Добро, веламе, после 3 јануари ќе имаме нова реалност и во Министерството за внатрешни работи. Повелете, еве, јас ви охрабрувам, повелете ако во ова досегашната немате доверба, во новиот технички министер и во новото раководство што ќе биде таму, повелете, па доставете го тој материјал. Голем дел од тие луѓе ќе се охрабрат и ќе го достават тоа. Нека си го процесуираат органите на прогонот, има обвинителство, судство, нека си функционира по тој систем. Ако ние сега денеска стимулираме воаеризам, тогаш чуму ни е политика, чуму ни се проекти до Бога. Зошто ни се тие сите работи? Како ние ќе ја бараме довербата кај граѓаните? Со тоа што ќе му покажеме колку овој не чинел. Тоа не е суштината. Тој не чини. Знаеме, сите знаат, на сите не јасно, на сите анкети велат овој не чини. Ние треба да кажеме како да го измениме овој тру систем кој што не притиска и гуши цело време. Тоа е суштината и 29 години. И тоа е мојот мотив. И папката со документи ќе остане енигма. Апсолутно, реков, после 3 јануари многу на пресконференција сигурно нема да мафтаме со слушалките на ушите или ќе доделуваме по новинарите како што тоа го правеше Зоран Заев. Тоа нема да ни се случи.
па потоа ќе ви каже дека еднаш кога ги нашол тие материјали кои што тогаш ги еметуваше во дворот, па потоа му ги доставил претседателот на комисијата за безбедност. Циркузи, видете, нема таков циркус да приредуваме. Ние ја бараме до вербата затоа што имаме честите искрена намера. Секој оној кој што доаѓа да пријави овде, го препраќаме, таму е местото каде што се пријавува. Одговорот е, немам доверба, во ред, после 3 јануари ќе имаме нова реалност таму, се надевам ќе имате повеќе доверба кај тоа ново раководство, повелете, пријавете, органот на прогон доколку има индици за сторен криминал, ќе си процесуира кривична пријава во обвинителство, од таму натаму си има истрага, доколку истрагата констатира криминал, има суд, судот нека суди, нека пресудува. Немојте да очекувате од ВМРО ДПМН да на пресконференции мафта односно емитува снимени разговори или нешто друго. Не чухме дека Русковска ве повика. Но не, нити ме повикал, нити ќе ме повика. Затоа што знае дека нема што да ме повикува. Но друго е суштината. Но да, се она кој што го поседува во ВМРО ДПМН, ќе го достави до Министерството, до органите на прогонот, каде што ќе има доверба, па тие понатаму нека си процесуираат. Видете, денеска, еве пример ќе ви кажам класичен. Денеска најсвеж пример. Имаме, вели, еден од обвинетите за случајот Рекет, Бојан Јовановски, вели, погледайте ги снимките од надзорот во мојата куќа и ќе ви стане јасно каде завршила Луи Витон ташната. Дали вие од тој ден до денеска сте слушнале некој да се позанимава со таа тема? Еве, па макар бил и аналитичар, панелист, да напише еден состав, едно четиво. Нема. Тишина. И ние зборуваме, се бореле они против режим. Каков режим? Поголем режим од ова нема. Па вие кога имате еклатантен пример на криминал, на корупција, спрега помеѓу власт, помеѓу обвинителство, се извинувам, помеѓу судство. Молк. Буквално молк. Еве, никој денеска не го поставува прашањето дали Русковска ги прегледала снимките и дали на вистина таму е одговорот каде завршила тачната, чантата Луи Витон. Еве, зошто никој тоа не го прегледал? Има индиции во јавноста излегува надписи дека некој од владата го предупредил Бојан Јовановски. Дека бизнисменот Јордан Камчев пријавил за случајот. Кој е тој од владата што го предупредил? Го прашал ли некој Бојан Јовановски кој те предупредил владата? Кога последен пат беше во владата? Дали е вистина од ова? Има индиции и шпекулации во јавноста дека сите разговори еден од обвинетите сега веќе осуден ги снимал на неговите телефони. Дали тие се форензички обработени? Тоа се одговорите ако сакате да имате борба против криминалот и судството. Една за и криминалот и корупцијата, се извинувам. Една за секогаш ние мораме да ги ослободиме луѓето од стегите на политиката. Ако сакаме да одиме напред. Еве, јас на тоа се обврзувам. Нема да слушнете пред мене и со мене дека некој бил, дека се договарал, ниту па шпекулација. Затоа што шпекулација има таму каде што има и вистина. Дали некој одговорил на овие прашања? Еве, јас ќе ви кажам не, никој не одговорил. Затоа што се плашат. Се плашат да дадат одговор. А зашто се плашат? Па ние ако стравот не совладува, ние затоа ќе имаме ваков трул систем кој што ќе не притиска и нема да одиме напред. Мора да се охрабриме. Нека биде политичка жртва некој, тоа е тоа. Има предлог законско решение за поништување на лустрацијата. Актуелната влада смета дека процесот иницииран и спроведен од претходната не бил правичен. Каков ќе биде вашиот став во поглед на Нашиот став е јасен дека децата и внуците на комунистичките кодоши ги амнестираат кодошите. Тоа е нашиот став. Како може? Еве, во ред ќе опоништиме. Кој е правичниот? Го имаат правичниот? Кој е правичниот? Еве, нека ми кажат кој е правичниот. Еден човек од мојата фамилија завршил на Голи оток затоа што бил кодошен. Ни крив, ни должен човеков. Одел во црква. Затоа завршил на Голи оток. И бил обвинет дека антисистемски действува. Поминал неколку години таму. Еден од моите предци, небитно. Кој ќе го врати тоа? Еве, ве прашувам во ред, не бил правичен. Кој е правичниот? И постои мерит систем кој е правичен, кој не е правичен. По овој го поздрави целата меѓународна заедница тогаш. Освен децата и внуците на комунистите и кодошите од комунизмот. Ете, тоа ние правиме.
денеска ги амнестираме кодошите кои што го злоупотребиле системот да напредуваат. Не за квалитет, туку затоа што биле добри поданици. Тоа ви говори доволно, столе, за карактерот на овие луѓе. Тие сакаат да им сумилкуваш, да си добар со нив, да им кажуваш убави зборови, да не ги критикуваш кога грешат, да им кажеш овде можевте подобро, но одлично беше. Ако бидете против нив или ако ги искритикувате, не дај Боже, вие сте про ВМРО, опозициони, па како можете, ние грабиме напред и така натаму. Тоа е карактерот на овие луѓе, кои што не трпат критика, кои што не сакаат да ја слушнат реалност, ќе им суди од глава тоа за 3,5 месеци од денеска. Веруете ми. Не смее да се бега од реалноста, како што и мене ми е тешко да кажам да, ова е таа реалност која што ја не можам да игнорирам. Но ќе се борам во било кој поглед каде што имаме пропусти да ја променам. И сега, ако ние се соживуваме со овие луѓе, ако ние велиме дека се ова добри луѓе, тоа е резултатот. Ќе поништиме, ќе ги амнестираме овие што не кодоша, што градеа кариери на нас, затоа што сме си ја сакале државата на крајот од денот. И голем број невини жртви биле таму. Колку да пополнат тогашните на УДБА и ОЗНА агенти некој извештај, добивале било каква информација и таа информација некој луѓе живот ги чинела. Кој ќе ги врати тие луѓе? Кој ќе ги рехабилитира тие луѓе? Наместо да зборуваме за рехабилитација на еден Ченто, да зборуваме за рехабилитација на еден Шатев, ние ги рехабилитираме кодошите. Ако, нека ги рехабилитираат. Ќе видат народот што ќе им каже за тоа. На 12 април. На последната конвенција разговори за обнова за Македонија, зборувавте за многу милиарди. Каде ќе завршат овие пари? Кај граѓаните. Ама вистински кај граѓаните, не кај џебовите, во џебовите на неколку граѓани, како што тоа го правеше Заев. Ви реков, главен мотив во целата оваа работа и пред 2 години, и еве после 2 години и дополнително ме мотивира ова што денеска ни се случува и оваа реалност е да го заслужиме нашето место во историјата. Јас во една прилика на еден настан во кампањата Разговори за обнова на Македонија кажав, ние не треба да сме подобри од СДСМ. Тоа е лесно. Ќе бидеме сигурно подобри. Ние треба да сме историски најдобри. Најкреативни, највредни, најчестни, најчестити, затоа што се плашам дека оваа држава и овој народ ќе нема друга шанса. Дека ова е таа последна шанса кога ние, како генерација, треба да ја испишеме нашето четиво во историската читанка. И дел од тоа е оној економски план кој што го планираме. Да, кажавме, ќе имаме 1 милиарда во делот на заштитата на животната средина, амбиенталниот воздух, енергетската ефикасност, интензивната гасификација. Споменавме инвестиции од 4 милиарди евра во странските инвестиции, домашните инвестиции, споменавме инвестиции во образованието, во здравството, безкомпромисна битка против криминалот и корупцијата, спортот и културата како државен проект, затоа што јас лично длабоко сум убеден дека спортистите и културните работници се оние кои што се најголеми амбасадори на една нација и на една држава. Ние ќе треба да најдеме начин како да го задржиме приматот на европски шампиони во ракомет клубски, како што тоа го правеше Вардар, да се радуваме на успесите на фудбалскиот клуб Вардар во Лигата на Европа, на фудбалскиот клуб Шкендија, да се радуваме на головите на Артем Шакири, Горан Панчев, да го вратиме борењето повторно. Ние се сеќавате гладиаторски борби во Олимпијадата во Лос Анџелес, извинувам, 84-та година на Шабан Трстена, да ја вратиме Баргало од Штип повторно, но ние во 96-та, мислам, беше кога Јака Бучим Радој стана светски шампион, боксерите, така што културните работници, да се радуваме на кандидатите за Оскар, филмовите на Милчо Манчевски, па и останати, да ги стимулираме талентираните луѓе во држава. Тоа недостасува. Има доволно средства, само треба вистинска методологија која што можам емпириски да докажам. Не да го ова презентирам на ниво на реторика или филозофија, затоа што секој денеска политичар ќе ви каже да, јас сум за борба против криминалот и корупцијата, јас сум за владење на правото, парите кај граѓаните, ќе ви покачиме платите за толку пари, ќе ви покачиме платите за волку пари. Ајде емпириски да го докажеме тоа. Не е возможно тоа да се докаже. Затоа што ако вие не додадете вредност во економијата, а за да додадете вредност во економијата мора да имате функционален правен систем, вие ќе не можете ова што го ветувате да го испрачате. Вие можете тоа да го направите само доколку сега
како што велат популарно out of the box, односно надвор од кутијата проекти. Нешто што до сега не му паднало на памет на народот, вие да го имплементирате, тоа да биде успешна реформа и таа реформа вас да ви додаде вредност во приходот, за да можете вие да вие испорачате ова што го испорачувате. Инаку лимитирано е. Едноставно е. Зајмува Зоран Заев, вели инвестираме во човечки капитал. Како инвестираме? Не дека економијата е добра, не дека добро ни оди, не дека растот е фантастичен, па имаме повеќе прилив во буџетот. Тоа е приливот. Ама наместо да инвестира во капитални инвестиции, он тие пари ги пренасочува во непродуктивни трошења, позајмува пари и вели сега ќе ги покачувам пензиите и платите. Во ред, супер. Ќе ги покачуваме, ние сме за тоа. И среќа негова, и среќа на Македонија што од април ќе дојде влада што ќе знае како да го врати тоа без да почувствуваат граѓаните. Инаку го ставиме на него во јуни месец, кој знае што ќе ни се случеше. Сега слушам некој врзница ќе објавувале таму јануари, февруари месец, половина милиарда се споменува, апсолутно не води кон грчко должничко сценарио. Тоа е суштината. Ако ние се задржиме на стандардната реторика, политичка и филозофија, борба за правна држава, нула толеранција за криминал од друга страна, рекетот врви, криминалот врви и така натаму, тогаш што? И замислете, уште овој завршил. Какво лицемерие? Го гледам, велат сега ќе распишеме тендер за механизација во рек Битола. Ги доделија тендериве, 40 на 50 милиони евра, и сега ќе распишеле тендер за набавка за механизација, нешто што ние го распишевме пред 3 години. Ако тога само го продолжаа за помалку пари, ние денеска немаше да зборуваме за фирми кои што милионери стануваат на грбот на граѓаните, копајќи во Битола, само требаше да го продолжат. Ама тогаш, требаше некои други камиони да копаат, некои други багери да копаат и така натаму, некој друг да стане милионер и слично. Тоа 3 години ги преспавме и сега во очи избори, ние колку сме честити, на 2, на 3 се собрале 3 ливчиња хартија, ќе распишуваме тендер за механизација во рек Битола. Го навредуваат народот. Не навредуваат интелигенцијата на народот. Како што еден дивен љубител денеска утрово на Твитер се метафорички се шегуваше на интелигенцијата на народот и ја навреди практично интелигенцијата на македонците, оној што беше таму советник во култура, сега во влада слушнав работел. На Твитер денеска читав Амон Мрали, како се вика таму. Ја навреди интелигенцијата на македонскиот народ. Зошто гласале за ВМРО ДПМН? Па за кого да гласат? За твојот стопан криминалец ли да гласат? Моето последно прашање. Повелете. Зајавили дека е премлад да го пратите во политичка пенсија. 12 април ќе дојде. Сериозен тест се парламентарните избори за еден лидер. Што ќе прави Христијан Мисковски после 12 април? Вие сте убеден дека ќе бидете мандатар, но што ако иде поминако? Јас, мојот принцип сум го кажал, јас во мојот живот се водам само од принципи. И овие 42 години сум се трудил да не дивергирам од таа траекторија. Вчера ја добив довербата и од извршниот и Централниот комитет едногласно да бидам кандидат за мандатар, да излезам пред граѓаните со понуда, со политики, со образ, со чест, доколку тие одлучат да ја дадат довербата, да ја бидам мандатар, во што јас сум убеден, тогаш ќе им бидам и однапред сум им благодарен за сета таа поддршка која што ќе ни ја дадат, ќе има можност да ја составувам владата. Убеден сум дека и таа можност ќе биде успешно завршена, ќе ги спроведуваме тие политики и потоа апсолутно се разбира очекувам зона за која што цело време сум бил мотивиран ова да го работам, а тоа е да испишам една реченица во на историска читанка за мојот народ, за мојата нација и за мојата држава. И нема да бидам како Зоран Заев и ќе речам постои некаква шанса да не успеам во сето тоа, тогаш нормално сум го кажал тоа во минатото, нема да останувам на оној принцип дека не треба мандатарот да биде на пратеничките листи, тогаш предпоставам дека апсолутно се враќам помеѓу студентите, поддржувам политиките на ВМРО ДПМН за секогаш практично, можеби да не се согласувам во некои моменти во животот со некој раководство ако дојдат или сето тоа, но за мене ВМРО ДПМН е политичката опција која што го одбележува овој народ, оваа држава и тука немам нити сум имал, ниту пак некогаш ќе имам било каква дилема. Сега сака мојата нација, сега сака мојот народ, сега сака мојата партија
ги сакам овие луѓе во мојата партија, ги сакам граѓаните на Македонија и се ќе сторам за да направам една барем реченица во таа наша историска читанка за нивно подобро утре и се надевам дека ќе успеам. Еве ќе отидам и чекор понапред, да не бидам претенциониста, ќе речам дека сигурен сум дека ќе успеам. Ви благодарам за интервјуто и посакувам среќни празници. Ви благодарам и на вас. Еве ја користам оваа прилика и на граѓаните на Македонија да им посакам среќна нова година, среќни божикни празници, здравје, среќа, успех за нив, за нивните семејства, за вас, за вашето семејство и да се радуваме на победите на Македонија во годината што следи. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Го гледавте интервјуто со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Имајте пријатна вечер.